Тамо кај најте пола луѓе кои не гласат за ВМРО ДПМН. На тие протести имате ваши студенти, професоре. Зашто да не? Тие протести имате ваши студенти. Зашто да не? На тие протести имате ли ваши роднини? Сигурно имате. Од кај да знам? Имате ли ваши комши? Не знам. Вие како ги нарекувате? Хибернирани кретени по улиците на Скопје. Колумна 25 март 2017 година. Значи тие ваши студенти, потенцијални. Гледате. Тие ваши роднини, тие ваши пријатели. Вие ги нарекувате хибернирани кретени по улиците на Скопје. Дали то долико на универзитетски професор? Да, ваша колумна. Од 25 март. Тоа е насловот. Ќе видите внатре дека се работи за метафора. Еве, јас ќе цитирам уште еден. Ова ниско организирана протеинска материја. Што подразбирате под ниско организирана протеинска материја? Која како од канализација? Од канализација. Како од канализација? Па добро, која ниско протеинска материја излага од канализација? Како канализација спонтано во наводници се истура по скопските улици да протестира во одбрана на својата авторитарна мафијашка партиска власт. Значи, тие што протестират, вие ги споредувате со измет. Неам покултурен збор. Неам покултурен збор да најдам. Тоа што излага од дебелото црево. Моите формулации се покултурни. Еве ги. Еве ги, ве цитирам. Значи, ниско организирана протеинска материја, што како од канализација. Што е проблемот? Што излага од канализација, професоре? Не, али што е проблемот? Како што е проблемот? Па луѓе што протестират, вие ги нарекувате измет. Тие не се луѓе што протестират. А што се? Стока? Видите, јас ќе ви цитирам и дополнително. Видите, наслов на колумна. Гомна во парламентот. Универзитетски професор. Значи, гомна во парламентот. Тоа е метафора. Криминалната групација на ВМРО истори куп гомна насред парламентот. Па многу со метафори за еден архитект. Имате, значи, на 13 април 2017 година. ВМРО никогаш повеќе колумна. Точно. И цитирам, значи, повторно. Велите мозокот, мислите на човечкиот мозок, иако тежи само 2 до 3% од вкупната телесна маша, тој троши неверојатни 25% од вкупната телесна енергија во мирување. Значи се мисли на човечкиот мозок. Но кога овие бројки ќе се споредат со другите големи мајмуни, со нашите најблиски роднини шимпанзата, например, ќе видите дека нивниот мозок троши само 8% од вкупната енергија на телото. Значи, човечкиот мозок просечен троши 25%, кај мајмуните троши 8%. И идете понатаму. Значи, доодите понатаму. Видите, испаѓа дека нормалното функционирање на ВМРО-вскиот мозок на телото му заштедува неверојатни 17% енергија. Значи, ВМРО-вците се шимпанзи и мајмуни. Тоа е расизам, професоре. Не, тоа е шега. Не. Ама како шега? Тоа е расизам. Во нормална држава вие не можете да бидете професор со вакви изблици на расизам, се извинувам. Не. Ова е класичен расизам. Гледайте. Ова се метафори или помалце или повеќе духовити. Кој некој вас би ме нарекол мајмун, тоа е метафора или е навреда? Мене да ме навреда? Некој мајмун? Мислите дека би ми сметало тоа? Мене многу, вас не знам. Мене не би ми сметало воопшто, затоа што значи би го сватиле како комплимент? Па не, зашто комплимент? Тоа значи сега треба да ви кажам мајмун еден како не ти е срам. Би го прекинале интервјуто, нели? Би го прекинале интервјуто кој рече мајмун еден како не ти е срам. Не. Да, би го прекинале 100%. Јас би го прекинал. Веќе тоа не одговара, веќе тоа професоре не одговара на цивилизацијска дебата. Тие мајмуни плаќаат данок. Па што? Дали ами од тие даноци што ги плаќаат тие мајмуни, плата зимате вие? Не. Како универзитетски професор. Вие имате наслов хибернирани кретени по улиците на Скопје. Ој наслов ви го ставил некој друг, не јас. Така? Хибернирани кретени. Знае ли дали што е хиберниран? Не. Знаете ли што е кретен? Може ли дефиниција? Може ли дефиниција, пошто гледам и устав познавате, и политика познавате, и право? Што е кретен? Дали кретен е нормален човек? Тоа е поим за тешко ментално заостанат или пореметен човек, застарен поим, не се употребува во ниту во психологијата, ниту во медицината. Човек протестират се кретени. Вие сте еден од пирениците на литералното крило на СДСМ. Океј, и? Сте биле на чело на тој совет. Од вас се очекува разумни решенја, визија за Македонија. Се уште сум на чело на тој совет. Се уште сте? Значи, од позиција на председател на советот на СДСМ ги пишувате овие работи? Зашто да не?
Како сакате? Стојам за секој ред.